Добар ви ден, драги наши пријатели на вкусот на традицијата. Голем поздрав од комплексот Златно буре Кучково и ние сме подготвени за новиот рецепт на денот. Да ви кажам што ми се случи утрово. Јас подготвена за една емисија, ама оно излезе сосем друго. Ми велат од кујната, еве Адријана вика да пробаш едно макалце, са бајлево го правевме. И јас која видов чварчиња, везени пиперки, прас и леле, пробувам од тоа макалото, мацкам јадам, оно не се проба, него што да ви кажам, најадување беше до безкрај. И викам, кој е ова макало? Вика, тоа е макалото на газда Здравко. Како го правите? Па вика, ова, тоа, она, се поред. Викам, не знал газда Здравко што сака. Ја викам, одма да си го споделиме овој рецепт со нашите гледачи. Зошто? Затоа што токму сега е време за вакво макалце. Затоа што есен, може и зимно време да се направи. Значи, ова е макалото на газда Здравко. За и вие да уживате во овој специјалитет и ова се што ќе ви кажам што е потребно, буквално го имате дома. Значи вака, ке ни требаат за ова макало еден страк прас, ситно насечкан, во комбинација со една голема главица кромит, ситно насечкана. Ке ви требаат две патлиџанчиња од жива туршија, кои што исто така ситно ги сечкаме, и овие ги прават токму тука во Златно буре Кучково по рецептот на газда Здравко. И велат дека нема некој што ќе дојде што прво не нарачува ваков патлиџан од жива туршија за мезе, за со една жолта домашна. Две суви везени пиперки, 250 грама чварчиња, мераци, масло по потреба, ќе ви треба една чаша и половина, значи околу 3 децилитри салца, сол, буковец, црн пипер, црвен пипер и малку мешан сув зачин. Сега што правиме на почетокот? На почетокот ставаме во тавче за пржење масло. И сега ќе го ставиме тука. Прво, кромидот да се пржи, да се и убаво издинста, затоа што треба он да се мацка, нели? И ќе ги ставам овие зелени патлиџанчиња од туршија по рецептот на газда Здравко. Ја не знам како ги прават, ама морам да ви кажам дека ова е најубавиот зелен патлиџан од туршија што сум го пробала. Ама се лепи за душа, не можеш да престанеш да го јадеш. Во макалото се става, затоа што му дава некој красат така вкус. И сега, он е убаво стасан, но ќе го пропржиме со кромичето. Значи, еве, јас ќе ви го кажам тоа изненадување, кога ќе дојдете овде, токму ова да го побарате. Мераци. И еве сега ќе се испржи убаво кромидот, ќе пушти својата вода, ќе стане стаклес, ќе омекне, и сега заедно со кромидот ќе го ставам и ова зелено патлиџанче. Леле, Боже мили, колку е ова убаво. Ова мора да се бара рецепт, да ви кажам. Не сум јадела повкусна жива туршија. Ова е страшно добра. Навистина, ова те тера да јадеш. Сега, ако не е готов кромидот, ќе го додадам
патлиџанот. Така. Да си се крчка. Ама како е погодено и во сол. Ниту да кажете има сол многу како за жива туршија, не. Тука ќе му додадам и малку буковец и буковецот да се пржи. Зошто го ставаме прво, значи, зелениот патлиџан? За да омекне. Како омекнува кромидот, така и тој. А после се ова, брзо се пржи. Значи, запомнете го редоследот. Следно што ќе ставам, тоа ќе биде сувата пиперка. Сега ќе ја насечкам и сувата пиперка и таа ќе си ја направи својата магија. Така, со сесемки, ставајте со сесемки. Леле, каков убав мирис се шири. Сега за ова макалце кромидо треба на вистина да биде убаво испржен. И тоа на тивко, онака баш како за гулаш да го правите. Тивко, скроз да стане мек, како путер, како пире да стане. Сега ја додавам и везената пиперка. Можете да ставите и семките. Значи можете да ставите и лута пиперка. Доколку сакате. Така. Сега нека си се динста се убаво. Додека скроз ја снема водата и остане само на масло, и да добиеме една убава така кафена старо злато боја. Што убаво си се испржи кромичето со патлиџанот и со везената пиперка. Сега морам малку да пробам, да видам дали треба да додадам и колку треба да додадам сол. А потоа по празот повторно ќе пробам. Му недостига сол. За почеток еден прстов сол е сосем доволно. И повторно промешувам. Сега е наред да го додадам празот. Значи, еден страк праз на една главица кромит. Ако ставите 2 страка праз, ќе ставите 2 главици кромит. Така. И ова го промешуваме. Сега ќе си пушти вода и празот. На него не му треба многу, затоа што е убаво ситно насечкан. Не му треба многу пржење. Што убаво замириса. Малку бибер ќе му додадам. На врвот на лажичката. И малку црвен пипер и мешан сув зеленчук. Прво мешан сув зеленчук, исто така малку на врвот на лажичката. Значи многу малку. А црвен пипер ќе додадам кога ќе биде испржен.
Сега исто така зеленото патлиџанче и кромидот исто така ќе си омекнуваат уште повеќе кога го додадов празот. Омилени ми се овие македонски макалца, омилени значи. Еве колку вода си пушти. Леле. Ај сега повторно да пробам. Многу вкусно. А како си е красатко. Одлично. Сега е време да ги додадам чварките. Колку се убави. Ете така. Сега нека си се пржат со чварките. Убаво да станат крцкави, да се испржат убаво. И после малку црвено пиперче. Мислев да ставам претходно црвен пипер, но подобро е прво да ги испржам чварките и потоа малку да им го обојам онака вкусот. Така. Сега ова пржење ќе трае сигурно едно 10 минути. Абе, газда Здравко, бе, стварно знаеш ти што јадеш и кое е твое макалце. Ова нешто многу убаво. Сега да пробам уште еднашка за сол, пред да додадам. И таман Дијана во кујната измеси еден домашен леп. Ти знаеше дека ова макало без една векна леп не поминува. Еве сега ќе додадам исто така на врвот на лажичката. Додавам црвен пипер. И ќе промешам и додавам салца. Ако немате од оние зимски салца, зимница, рендан патлиџан, или изрендајте патлиџан, или купечки, не е важно. Важно, вкусот е тој. Еве сега додавам. Ете така. Сега да се прокрчка уште малку со салцата и ќе биде готово да го пробаме. Со ова одлично ќе одговара малку сиренце, малку топол леп, една лута пиперка. Нешто прекрасно. Еве го. Значи, неколку минути и веќе доволна, но уште една проба морам да направам за сол. Не сакам да го пресолам. Ова, често велам, напади си децата и седни јади. Ова макалце е токму тоа и му додавам уште една ронка сол, исклучувам, ронка сол и тоа е тоа. Одиме на трпезата. Вие останете со вкусот на традицијата, јас ќе ја поставам трпезата и седнуваме да јадеме. Ова не го кажувам како пред јадење, туку напротив, ова е за мене најубавото главно јадење. Да си макаш, да си каснуваш од сиренцето и малку винце и супер. Значи, ние сме на правото место
со правото макалце на газда Здравко во комплексот Златно буре Кучково. Останете со вкусот на традицијата. Ах бе, газда Здравко, знаеш ти што јадеш? И да ти кажам, денеска сите прстите си ги оставивме во тавата. Што ќе беше тоа макалце, значи браво. Секоја чест. Па вака кога ќе отстои малку уште. Леле. Нема крај на ова. Лудница. Можете со лути пиперчиња, со лукче, макдоновче. Еве ги тие популарните, познатите, значи патлиџани, како ги права, значи ова е чудо нешто. Се овде има некоја танка. Зато сите ги барат. Има и некој лукче внатре, и некој пиперче така се полнат, леле, шекер локум. И живата турши е подготвена. Се е домашно. Ова нема престанување. Драги мои, направете го ова макало на газда Здравко, уживајте или дојдете овде, побарајте го. Мераци и патлиџанот, секако да не рачате од патлиџанот. Ве поздравувам до следната емисија Вкусот на традицијата и знаете како велат, никој не може да ти биде толку многу далечен како некој што ти бил толку многу близок. Ве сакам, гушкам, бакнувам, се гледаме во следната емисија. Довидување.